Не, ама ова нема да оди ова сега, ако само тоа го кажам. Oh, you like this pop? You like this? Ти текнува? И ова клај го. Ричард Чиз го знаеш? А не. Ќе ти пуштам после. Да, нема врска. Јас сум Тотал Јалек и го сниеме аудиото во хотел. Дојде време да треба да кажам нешто. Интервју, не мисля дека некој интервју ќе ми прави. Нема тоа да го кажам, не. Не, нема тоа да го кажам, што збориш. Сослушај ме само, може? Си разговаравме општо за животот и кај сакаме да се движиме општо. И јас му спомнав дека сакам да се запишам на програмирање. Оти баш некако сакав да сменам малку. Ти премногу ми си имаше фатено, некако. Тоа ми дојде до идеја да го активираме Hotel Music, пак одново, по 4 години. И јас некако не го сватив многу сериозно. И нареден ден ми пиши дека договорил веќе 4 бенда за снимање. И јас му реков, окей, ајде, програмирањето ќе почека малку. И се решивме да го активираме пак хотелот. И друго, не знам. Немам музичко образование, туку сум самоук на некој начин за свирење. А за музичка продукција се запишав на факултет, иако завршив економски. За жал. Да, тие години може да се поминат многу подобро. Музичка продукција прво од дома се интересирав и после се запишав на ЕСРА. Да, додипломски и постдипломски. Ментор, да, Скендеровски, Брацо и Истој Цобе. Тие се легенди, буквално. Што на прво што те воведе во уметност, особено во музика? Што беше така, поривов да почувствуваш дека ова ќе го правам? Маја, брат. Маја ме воведе. Уствари. Јако беше тоа. Во што? Во музиката. Сум имал среќа да ме воведат во музика уште од многу мал. Татко ми, исто со Pink Floyd, со Doors, со Led Zeppelin. А исто и сестра ми Маја ме воведе со многу попрогресивни работи, со многу различни жанрови, уште трето, четврто деление, нешто така. И некако како да знаев од секојаш дека треба да се занимавам со музика. Тоа ми беше го осеќав тој импулс нон-стоп. Осеќав порив за да се занимавам со музика. Дури не си расчистив некои работи во главата, не влегов целосно во тоа. Иако свирев веќе и во бендови, правев и музика дома, дали метал, дали трип-хоп, акустични ствари, рани ствари за театар, што си ги пробав дома. И некако си го решив тоа во главата, сватив дека сакам целосно се занимавам со музика. Иако имаше момент кај што се префрлам на програмирање и почнав, ама не можем едноставно да го оставам така. Не можем да сум мирен ако не се занимавам со музика. И тоа е многу интересен дел. Што не знам, не можем да си го објаснам точно, ама е порив што нема да сгасне никогаш. Баш така. Да, сега и да сакам не можем, немам време за програмирање. Премногу работи имам. Како се случија работите да дојдеш до тој момент да имаш премногу работи и да немаш време за програмирање? Како се случи? Ти си првично, да. Исто и паралелно. Луѓе што ме дознае веќе дека работам. Што бендиса на некој начин тоа што го имам сработено продукциски. И како е снимено. И така, склоп, некако. И сакал да почнем ова да кажувам? Skipping breakfast, човече. По. Да бе, со Skipping breakfast уствари. Прво Skipping беше, па после Чеден Вилфред почнавме така. Да бе, со Гулито уствари бе. Гулито. Јако. Враќање назад. Камо да можеше да дојди тука. Доста слична музика слушавме прогресив рок, метал, джез, имаме слушано рап, се имаме слушано, ама некако со него ми почна насочувањето на кај музика, ми беше буквално првиот бенд ми беше со него.
И свиревме некој вид на метал со некој грув, со треш, со нешто, мешавина некоја. И некако се навикнав, почувствував што значи да креираш музика. И тоа беше можда еден од небитните моменти за мене. Тоа беше негде трето средно, многу кратко од кога почнав да свирам гитара, иако си тропав низ дома со лајци, со било шо. И имав желбата прво да станам тапанар, ама некако со него ми беше преодната фаза, кај што се одлучив на некој начин дека сакам да се занимавам со музика, дека сакам да творам и дека чувството да се изразиш е некако неспоредливо. Да се соголиш пред луѓето, што е многу интимно нешто според мене. Иако тоаш ми беше металот и ми вриеше на некој начин, ама со тек на годините разбарав низ жанровите и открив многу шаренило. Открив многу светови на луѓето кај што не можеш да замижиш за тоа што сакат да кажат. Значи било која музика. И сметам дека ми избега мислата. Често го составувам. За тоа дека свирам поеќе инструменти, ме доведе до тоа дека не бе во состојба да се потпрам на луѓето околу мене, за да правиме бенд, примери, да правиме музика, и решив буквално сам дека ќе можам да бидам уствари бенд самиот. Со сетапани, бас, гитара, малку клавиатура. И покрај тоа, не знам, калимба, перкуси, дувачки, труба учев едно време. Тие работи од интерес, ама првично сакав да си направам сам свој бенд, кај што свирам се. Кај што едноставно можам да се изразам без некаква си пречка или некакво си очекување од некој друг. И после ако сватив колку проекти имам, сватив дека ако сакам да ги снимам сите во студио, ќе ме кошта премногу пари. Решив во викендицата кај што ја правевме во Нижеполе да си направам сам своје студио првично за да си снимам своите проекти на некој начин. И од таму исто иде интересот за музичка продукција, уште не бев тоаш запишан на ЕСРА, ама првично го правев студиото за да можам да си ги снимам проектите сам, и сватив дека многу пари ќе ми одат. А тие пари на некој начин ги дадов тука и ќе можам да снимам многу поиќе од сето тоа, лично за мене. Исто и ова морам да кажам. Да. Ето моментално сме во студиото што го правев за да си снимам своите проекти. И скоро цело е направено од мене. Имав мала помош од татко ми и од блиски другари за полот и за некои од зидовите, за фарбање, за такви работи, ама идејата беше да можам да си дозволам на некој начин да поминувам многу време мислејќи ги и креирајќи ги моите проекти. Исто се запишав на музичка продукција со цел да научам да си ги продуцирам своите проекти, и после испадна дека луѓе ме дозна и почнав да работам, почнав да снимам. Уште пред да се запишам на музичка продукција, сам се учев за акустички панели, за тестирање на простори, за густината на материјалите и како апсорбира фреквенции, за дифузери, како реагираат дифузерите на одредени фреквенции, кои фреквенции знаат да ги дифузираат. Па потоа се доусовршив на некој начин на часот акустика кај професорот Цобе. Паралелно тој многу ми помогна со совети за како да се уреди простор со цел да е фреквенциски шо порамна за да си пореален со сликата за звукот што го добиваш од мониторите. Тоа е многу битен разговор што имав со него. Иако не знаев сам како да стигнем до тоа, сметам дека има огромен удел на некој начин во креирањето на овој простор. Иако сам го тестирав, тој ми покажа и како да се тестира, уште на частно на ЕСРА. Ама сам го израчунав и сам го тестирав. Веќе го знам звукот. Уште има за доправање. Го знам звукот и знам веќе како да го работам. Веќе помина долго време снимајќи овде и знам што добивам точно од мониторите. И сега јас ова кога го слушам ќе ме фаќат кринџи скроз сигурно. Инспирацијата на изгледот ми е од Исус. Добро е тоа? Да, да кажам тоа? Да. Ајде, и толку, а?